здраво на сите и се надам дека сте подготвени за уште едно интересно издание на квизот Листа за 300 кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Денеска ќе биде посебно интересно затоа што ќе имаме еден квизаџински дуел тука во нашето студио, односно во денешното издание на Листа за 300. Сите, како што можам да заприметам, се членови на Македонската квиз асоциација, па очекувам и да имаме и тешка борба денеска. Но да започнеме со ред. Прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Панче и Тони. Повелете. Панче, здраво. 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 Тони, здраво. Како сте? Одлично. Расположени си игра денеска, да? Да. Минатиот пат бевте па посебно расположени со тоа што ми земавте 300 евра. Ја освоивте она максимална парична награда. Да. Па за прв пат до сега, мислам дека. Прв пат до сега земате 300 евра, сериозно? 300 земаме, да. Ау, намерно ве чекале екипова тешки прашања за вас, кога ќе дојдат за пари тешки намерно ви даваат. Разбисме малер. Супер, минатиот пат немаше тешки лесници, ја знаете темата, ете се погоди, ваша среќа и парите се отидоа кај вас како што требаше. Денеска нови противници, за да стигнеме до тоа место. Нас се познати. Како? Нас се познати нас. Познати ви се? Да. Ќе биде интересно. Разбрав и дека и сите сте били учесници на последниот квиз турнир што се одржал во Охрид. Да. Одлично, браво, ме радува тоа. Се надевам дека и уште повеќе ќе се пријавуваат од квиз асоциацијата на Македонија во Листа за 300. Сега сте една одредена група на луѓе, па сакаме да привлечеме уште некој. Да прошириме. Да. Да не сакате вие да додадете нешто? Па, јас би поздравил само мојата партнерка Вера. Голем поздрав. Да. И од мене до Вера. И сите родени и пријатели. И сите родени и пријатели. Така е, голем поздрав. Добро, јас тогаш да си ја поздравам сопругата и синовите и поширокото семејство, секој они сите што ме познаваат. Супер, голем поздрав и од мене до истите. А сега, домакини, може да седнете во домакинската кабина. Повелете. Да. А како што најавив на самиот старт, тука во нашето студио се и нивните противници. Улогата на предизвикувачи денеска им припадна на Зоран и Горан. Повелете. Како сте, господа? Добре. Како и секогаш, добри, Расположени. одлични. Расположени за игра, тоа ми е најважно. Оценка супер. Да, одлично. Како го поминувате периодов, нема да ве терам да се представувате, добро веќе ве познава македонската јавност, сте биле во Листа за 300. Ме интересира како се справуваме сега со овие летни горештини времево, дали циркулираме, функционираме или тешко малце? Се справуваме некако, издржуваме. Издржуваме, што ќе правиме друго, кажи. Што ќе правиме, немаме. Планови за одмор? Па, се уште не. Се уште, кажеш, кога ќе дојде. Да. Се уште, дур трае сезоната, барем за квизови, не мислиме. Има време, да. Ме радува тоа. Сте денеска подготвени? Секој пат. Секој пат. Весели сомневав. Да не сакате да додадете нешто, поздравите некој или мудро ќе млачеме, ќе чуваме за во кабина. Поздрав до сопругата и моите два сина. Поздрав до колегите од водот и канализација. Синовите ми се близнаци, 17,5 годишни. Завршија втора година во Корчаген. Антонио и Александар се викаат. Се живи и здрави. Едниот се бави со шах, другиот со боречки спортови. Одлично, значи едниот стратег, другиот како си га, извршител за тие, одлично. Да, Супер, не, браво си за двајцата. благодарам. Си одбралете и хоби се занимаваат во живот. Мислам, или може пасија, може би тоа ќе им биде идното, нели нешто што ќе се занимаваат. Не знам, јас му дадов епитет хоби, зашто нели се уште школото е сега во прв план, па така. Не, нивно тие ќе си решат, Точно. инаку гледам да ги одвојам малце од телефониве. Браво, така И и од тие треба. работи, сега кога треба, треба. Али Нормално барем е. да се занимаваат со нешто друго. Така е, сега сум викал, не можеме ние да избегаме од модерното време и Јасно. модерниот начин на Јасно. живење. Мислам, глупаво би било, самиот ќе се обструира себе и ќе се ограничиш. Но, можеш тоа паметно да го правиш, нели? Да не Јасно. забегаш и да ти влијае после на сите останати сфери во твојот живот. Така е. Супер. Ќе се правиме на овие теми, можеби поубаво во некој ресторанче, кафанче, муавет. Да, и поише Договорено. ќе го ламиме после некој чаша сок. Да. А може и вода обична може на оваа жештина. Да. Само точно да е така. ладна. Да, да е ладна. Па кога за ова време само ладна вода. Оке, ќе се вратиме на тоа, сега готово ти дове у кафанат.
Како што рековте, спремни сте, денеска започнувате како предизвикувачи да видиме до каде ќе стигнеме. Уствари, денеска затвараме сезоната, па после тоа да видиме дали ќе почнеме со вас или со нив наредна сезона. Види, вие сте во добивка во секој случај со Точно кого и така. да почнете. Затоа што Се сложило. кога играм со колеги со кои долго време се познавам, не е битно кој ќе победи, битно е да биде забавно. Точно така. И мене тоа ме радува, искрено денеска што имам квалитетни надпреварувачи тука, што значи самиот квалитет се подига на повисоко ниво на четвист. Со Да не ви го Господ одзема напред. повеќе времето, како што ќе си правиме со ова на некој друго место. Муабети, почнувате како предизвикувачи, ваше предизвикувачката кабина. Повелете. Благодарам. Сега продолжуваме понатаму да ги провериме секако кабините дали функционираат онака како што треба, зашто Панче Тони, Зоран и Горан се веќе во истите, но да не заборавам уште еднаш да ви напоменам. Ова сезона, но веќе на повидок е наредната, немаме некоја долга пауза, затоа пријавите се веќе тек. Го знаете мејлот каде што можете да се пријавите, па искористете шансата додека има се уште слободни места да се пријавите и да земете учество веќе во првите емисии, секако епизоди на Листа за 300. А сега, да исклучиме прво кабината на Панче и Тони, па и да провериме на Зоран и Горан дали се слушаме. Да. Одлично, ако имаме некои пречки, си знаете, нема да ви зборам, искусни сте веќе. Ке исклучиме сега и вашата кабина, да провериме кабината на Панче и Тони, дали се слушаме, господа. Да, Се да, е во ред. Одлично, може да почнеме. може. Може. Супер. Ете, драги гледачи, се е подготвено зелено светло од домакините, па ајде да стартуваме. Стартуваме со првата лицитација, а темата за истата гласи. Женски имиња кои ја содржат буквата Е. Бараме женски имиња кои ја содржат буквата Е било каде во името и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. Но она што е важно за да бидат признати во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, името треба да го имаат најмалку 5 наши сограѓанки. Панче и Тони, дали не е јасна темата? Да. Јасно. Одлично. Зоран и Горан, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, Се извинувам, Марко. Повели? Минимум 4 букви, така? само да проверам. Па, да, немам тука ограничувања, брече. Ми нема ништо пишано, Значи значи може и 3. може и 3 ако имаме Да. некој со три. Има. Јас барем така, еве не гледам во името. Да, така е. Буквата Е беше, така? Буквата Е. Океј. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваате ковните предизвикувачи, а во таа улога се Зоран и Горан. Ке ве замолам да исклучиме домакинската кабина. Зоран и Горан, која ќе имате понуда, кажете ми. 5. 5. Стартуваме со 5. 10, Дуплираат на 10. 13. 13. 14, 14. 15. 15. 15. 16, 16. 17. 17. 20, 20. 21. 21. 22, 22. 23. 23. 24, 24. 25. 25. и 6, 26, 26. 7. 27. 28, 28. 30. Заокружуваме на 30. 31, 31. И 2. 32. 33, 33. И 5. 35. 36, Едно повеќе 36. И 7. 37. 38, 38. 39. 39. 40, Стигнавме до 40. 43. 43. 44, Едно повеќе 44. И 5. 45. 46, 46. И 7.
47. 38. 48. И 9. 49. Да заокружиме на 50. Да заокружиме на 50. И 1. 51. 52. 52. Колку рековме? 52. 55. 55. 56. 56. И 7. 57. 58. 58. 60. Заокружуваме на 60. 61. 61. И 2. И 2. 62. 63. 63. И 5. 65. 66. Едно повеќе 66. И 8. 68. 69. Опасната бројка 69. Над нив едно. 70. И 1. 71. 73. 73. 74. 74. Ајде нека одговара. Ајде, нека одговараат Панче и Тони. 74 празни полиња, ни требат 74 женски имиња кои ја содржат буквата Е било каде во името. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Ангелина. Ангелина. Така е. Анета. Анета. Анче. Само момент, Анета. Добро. Анче. Ангела. Така е. Ангела. Ангела. Така е. Атидже. Атидже. Така е. Ајше. Ајше. Така е. Пробај с натаму сега. Со Е. Ема. Ема. Така е. Ева. Ева. Точен одговор. Еми. Еми. Еми, точен одговор. Емилија. Емилија. Така е, Емилија, точен одговор. Евгенија. Евгенија. Така е. Емина. Емина. Точен одговор. Ајде, Светлана. Светлана. Така е. Севда. Така е, Севда, точен одговор. Бети. Бети. Точен одговор. Елизабета. Елизабета. Така е. Елена. Елена. Така е. Елица. Елица. Евица. Елица, точен одговор. Евица, така е. Кате. Кате. Така е. Маре. Маре. Точен одговор. Катерина. Катерина. Така е.
Има ли 5? Но не. Нема е. Не, да. Джемиле. Джемиле. Така е. Да. Ајде, Анджела. Анджела. Со Дж. Ајде да видиме со Дж. 209 Анджела, што значи точен одговор? Ајде, кажи. Вера. Вера. Така е. Верица. Верица. Така е. Вероника. Вероника. Точен одговор? Веселка. Веселка. Така е. Веселинка. Веселинка. Така е. Весела. Весела. Точен одговор? Весна. Весна. Така е. Верче. Верче. Така е. Аделина. Аделина. Точен одговор? Петранка. Петранка. Така е. Петра. Петра. Така е. Бенита. Бенита. Да. Бенита. Точен одговор? Пенита. Пенита. Да. Пенита. Пепица. Да, Пенита. Кај да се ги имаш години. Да. Пенита рековме тем така. Пенита. Нема. Да. Бенита имавме, ама Пенита нема. Барем нема во Државниот завод за статистика. Ту на пола стигнавме таман. И тука. А имаш уште, ама. Да, знам дека имаш уште. Ќе ви текне, а сега и кога ќе почнам да ви ги кажувам, ќе ви текнат уште повеќе. Пинк. Но убаво здраво надавање, овој пат на кондиција малце ве фатија, после неколку учества веќе поред во листа за 300 и искористија шансата изморени да ве фатат. Да. Ништо не готово знаете, веќе сте биле во вакви ситуации, нема што да ви правам оној пепток, нели, да ви дигам морал. Добро, веќе знаете кои сте и што правите, само храброво продолжение. Не е проблем. Зоран и Горан, честитки за првиот освоен поен денеска, но и самите знаете дека не може многу да се опуштим, имам уште една игра за играње, па да се сконцентрираме сите натаму. Но, да не го спречува фактот дека можете да се прославите и да се честитате. Женски имиња кои ја содржат буквата Е: Адела, Александра, Алена, Ангела со Г, Бисера, Бисерка, Валерија, Ванеса, Велиборка, Габриела, Галена, Даниела, Даниела, Деспина, Доротеја, Желјка, Звездана, Јелена, Кармен, Клементина, Матеја, Милева, Мирела, Персида, Перса, Рената, Селена, Фатиме, Цвета и така натаму. Сега, драги гледачи, се селиме веднаш на втората лицитација да видиме како ќе стојат работите таму, како што рековме денес имаме еден малце така појак дуел, па да видиме дали панчетони ќе успеат да се вратат во игра и пеналите да бидат одлучувачки фактор. Но за сето тоа да дознаеме, треба прво да изиграме играта за тоа. Темата за втората лицитација гласи:
Репрезентации учеснички на светски првенства во ракомет. Бараме имиња на машки ракометни репрезентации кои учествувале на светски првенства од 2001 година до последното во 2025. Познато е дека на последното светско играа 32 селекции, а вкупно во 21 век досега настапиле преку 50 репрезентации од сите континенти. Панче и Тони, дали не е јасна темата? Да. Зоран и Горан, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат да лицитираат оние кои што имаат резултатска негатива по првата игра. Во таква ситуација се моментално Панче и Тони, што значи ќе исклучиме камерата на Зоран и Горан, ова кабината се извинам на Зоран и Горан. А Панче и Тони, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. Со 5. Започнуваме со 5, 6, 6, 7. 7, 8, 8, 8, 10, ајде. 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 1 плюс, 14, 15, 15, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 1, 21, 22, 22, 23, 23, 4, 24, 25, 25, 6, 26, 27, 27. 30, Заокружуваме на 30. 1, 31, и 2, 32, 33, 33, и 4, 34, 35, 35, и 7, 37, 38, 38, 9, 39, 40, стигнавме до 40, 47, 41, 42, 42. Нека одговара. Да одговара. Ајде да одговарат, ве пред трка за малце. Панче и Тони се спрема да ме пуштат вие да одговарате. Не знам дали видовте таму, успеавте да прочитате од устат, не знам, или едноставно предосеѓавте, вашата стратегија беше таква. Никогаш нема да дознаеме. Се зеда. Ги претргавте, факт е, Панче и Тони ќе мора пак да одговараме, никако рад да видите. Ама па може би по некој Па и што да се погрешиме барем Па така. машки. Да, машки е така. умри мушки. Рековме репрезентации учеснички на светските првенства од почетокот во 2001 година па се до денес 2026, односно со последното во 2025. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Ево, Југословенија. Словенија. Словенија. Така е. Хрватска. Хрватска. Тоа што заборавив да ви напоменаме дека меѓу овие држави има и некои кои што повеќе не постојат, нели, учествувале како репрезентации на тогашните светски. Значи можете и тие држави да си, да. Супер. Но битно од 2001 до 2025. Значи да не одиме порано. Затоа тоа сакам да кажам, да. Е така. Кај си кој? Као што си тераше, Црна Гора. Да не те збунам. Црна Гора. Да, кажеш. Така е. Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина. Точен Србија. одговор. Србија. Така е. Македонија. Македонија. Така е. Унгарија. Унгарија. Така е. Ајде да дојдеме право на сигурните. Франција.
Франција. Така е. Португалија. Португалија. Шпанија. Така е, Португалија точен одговор. Германија. Шпанија точен, сега Германија. Така е. Тие на крај. Исланд. Исланд. Точен одговор. Фарски. Ајде ќе ги оставим. Холандија. Холандија. Точен одговор. Норвешка. Норвешка. Точен одговор. Шведска. Шведска. Така е. Кажа. Сигурно. Австрија. Австрија. Точен одговор. Швајцарија. Швајцарија точен одговор. Чешка. Чешка. Така е. Полска. Полска. Точен одговор. Русија. Русија. Белорусија. Белорусија. Точен одговор. Украина. Украина, поминавме пола. Така е. Романија. Романија. Точен одговор. Ајде вака. Јужна Кореја. Јужна Кореја. Да, да. Така е. Бразил. Бразил. Да. Така е. Аргентина. Аргентина. Точен одговор. Чиле. Чиле. Сигурно. Точен одговор. САД. САД, Соединетите Американски држави. Така е. До каде сме? 28. Ајде вака. Египет. Така е. Тунис. Тунис. Така е. Сигурно? Кувајт. Кувајт. Така е. Катар. Катар. Точен одговор. Бахрейн. 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 Така е. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија. Други од Африка. Ангола. До кај се, Марко? 34 од 42 побарување. Не, ти ќе оставим до крај. Дел од Европа уште не по Белгија. Кој е? Холандија каже. Холандија дали ја кажавме? Сам момент, да, кажа не Холандија. Белгија тогаш. Белгија. Да. Франција. Така е.
Италија има ли? Италија? Италија? Грција. Точен одговор играле на последното светско првенство 2025 година Италија, иначе претходно Тапа. Да. Продолжуваме понатаму. Да, Јапонија. Јапонија. Така е. Јапонија. Од Африка уште некоја. Либан Израел. 37 кажавте. Од Јужна Америка. Уште 5 ви остануваат. Куба. Ајде со Летонија. Летонија. Да. Или Да. Најшо Србија и Црна Гора. Србија и Црна Гора, да. Или Србија Југославија. Па 2001, не, од 2006 е Србија и Црна Гора. Од 2003 до 2006 3 години. Србија и Ако е Црна мало Гора. светско. Србија и Црна Гора, ќе кажам. Ако поминем со Летонија. Да. Фарските, Уругвај. Ако не поминем да сме живи и здрави. Здравје. 400 евро си има, да. О, Панче, Тони, многу ми е шал, Летонија нема на светско, само на европско има настапи. Супер ни беше дружбата. Живи и здрави да сме. Живи и здрави, успеавте да ми земете 400 евра до сега. Да. Криво ми е што може би првата, може би уште поише да ми земете, ама како стимул да дојдете пак. Наредниот пат. Да. Да, може тешка многу пари беше ако ви дадеме, темата. ќе се опуштите и вие гајле после нема никош да дојдете. Така е. Како да не кажи, Марче. Тони и Панче, супер надпреварувачи, нема потреба да ме фалам и самите си знаете, пак ќе кажам за вашите квалитети. Задоволни сме и ние, не. Супер, веќе не е никаков проблем. разбирам, трети пати доаѓате, не, мислам концентрација попушта, веќе досадува да не кажам за други Так, зборови. так. Како и да е, ве очекувам наредната сезона повторно да се дружиме, важи. Важи. Чести и задоволство секоја, сега за жал морам чао да ви кажам. Пријатно. Зоран и Горан, браво, одлично одиграно, во два наврати ги наместивте вашите противници да одговараат, за вие да чувате и акумулирате енергијата за она што сега следува, а тоа е кондиција ги фати. на кондиција, да. Се гледа дека се уморни и од времево најверојатно. Да. Инаку сега сигурно викам, ајде да сигурно би им искористиме. текнало за Фарски острови и за Данска. Да, ги зборува од преска, ги спомна неколку пати, ги Да. поменува наваму натаму, ги знае. Ама фарски мислам дека немаат настапувано на Ја светско. мислам дека имаат. Ја ги имам. Да, ама не, ама на светско нема. Бараме на светско само. Бараме само на светско. Да. Има 52 репрезентации, тука од овие можам да ги издвам Австралија, Алжир, Ангола, мислам дека не Да. кажа, Гвинеја, Гренланд, Грција, не знам дали кажа, Зеленортски острови, Иран, Канада, Мароко, Србија и Црнагора, СР Југославија, Украина, Уругвај и така натаму. Зоран и Горан, сега ќе ми се придружите тука на главната сцена да ве сочиме со темата од нашата листа и да видиме што ќе направите. А вие ако сакате исто така да дознаете, драги гледачи, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Зоран и Горан ми се придружија тука на главната сцена, темата подготвена, но мораме прво нели да трчаме низ истата за да се подсетиме како стојат работите. Составени од 15 празни полиња, кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори ќе се заминат нашите надпреварувачи од нашето студио со парична награда од 300 евра. Чулте Господ. Чулте Господ, зашто не со мера ќе ви ги дадам, искрено ви кажувам. И темата интересна,
тамане за она си седиш дома, нели си одмараш со едно кафенце, размислуваш како да се пријавиш за наредната сезона на листа за 300, отвараш мелче, пивнуваш пак кафенце, сега ќе сватите Ние зашто не ви мора да зборувам. размислуваме. Слушајте, убаво, ке не мора многу да размислуваме, се надевам на оваа тема. А слушајте, добри вие, драги гледачи, денес како тестираме нашето знаење на тема најголеми производители на кафе. Бараме имиња на признати држави од целиот свет кои имаат најголемо производство на кафе во минатата година. На нашата листа се 33 држави најголеми производители на кафе. Етиопија, робуста, тоа го знаеме, арабија. Ја мислам дека можете убаво да изгурате тука. Поима немаш. Да почнеме само од некаде. Ајде. Ајде, Бразил. Бразил, така, number one на оваа листа. Етиопија. Ајде, Етиопија, робуста. Етиопија. Да, она е четврта на листа како најголеми производители на кафе. Етиопија. Точен одговор. Индија, да. Треба Индија, да. Индија. Произведува. Индија? Индија. Па на толкава земја, со толку многу луѓе. Ова ми. Не мора ништо да значи, ама да, во оваа ситуација, Индија е на онаа листа на најголеми производители на кафе и 50 евра се сега ваши. Паркингот го извадиш. Ајде, сега заеден сандвич. Италија, Кина, Колумбија. Зборете си гласно, бро. Случајно нешто ако можеме ја да ви... Италија, Кина, Па Колумбија. Колумбија е позната и по кафе, не само по бело злато, Чекај. нели и по кафеаво злато. Да, буде продават црно и бело кафе. Да. Италија, Едните, Кина, Колумбија. Да. Тие три. Одиме? Добро, добро. Ајде, Италија. Ајде, ќе ви дам еден жолт. Имате еден жут. Ќе рипнеме Италија, водиме Кина, со друго. Кина. Ајде, Кина. Па не произведуваат, тие го прават. Да, пијат. Уживаат они во кафето, вие им работа од ним дадат на италијани. Чекај, Кина. Па нема да е руски. Точен одговор. Така е. Колумбија. Колумбија, како што рековме, сака да ги буди луѓето дали со белото кафе, да ги жигнува или со црното кафе. Да, со некој. Трета на оваа листа и пети точен одговор за Горан Изолет. И Турција, да. Можно да е. не, ај вака. За да биде Чекаме малце. размислете убаво. Немојте да прзате. Перу, Чиле, тие, Јужна Америка, тие произведуваат ли? Во Африка. Египет. Има еден брег што постои на планетава. На слоновата коска. Па, кој е тој? Тој нека е. Брег на слонова коска. Брег на слонова коска за 100 евра. Грешен одговор, замислиме наместо така. После гумите на колата, Марче, ќе видиш. Брег на слонова коска е исто така еден од најголемите производители на кафе и шести точен одговор за вас. 100 евра ги имате, се размислете убаво што правиме за да не ги губиме парите. Едино, кога би? Египет. Играл. А доле овие Танзанија, Не ги знам, не сум сигурен за неја. немаш тие. Може би Мароко, може би Ливија, ама не сум сигурен. Мароко. Са Ливија. Тресе И овие речени арапски земји, не знам кој произведува кафе. Ја вака ќе кажам, тука гледам, па добро да, афрички ги гледам оние од делото наму Европски доле нема. азискиот. европски кои? Ги гледам уште некоја од Тоа бара таква клима. Јужна Америка, да. Па да, климата кај така сега. Клима. Во Јужна Америка се 10 држави, 12 преко сила, ама Кои се нив не. таму големи што произведуваат? Аргентина е голема, ама не знам дали произведува. Чиле е голем, не знам дали Куба произведува. може да произведува. Куба може би да произведува. Куба Да. ако произведува, Египет ако произведува. Да ги земете парите. Да. Ајде на Доста памет. И ќе почнеме наредна сезона со стил како што треба.
Вака ги немаше ни едно од тие, затоа не ве стимулирав да одите понатаму, ќе ги прочитам еве кои се. Кажи ми Турција дали? Не. Како може Турција да? Не е, брат. Не е ни Види она колкава е. меѓу оние 33, вака првите 5 се Бразил, Виетнам, Колумбија, Етиопија и Индонезија, а после ги имаме, сега ќе прочитам останатите 20 и нешто. Брег на слонова коска, Бурунди, Венецуела, Гватемала, ДР Конго, доктор Конго. Конго? Ел Салвадор, Индија, Камерун, Кенија, Кина, Коста Рика, Лаос, Мадагаскар, Мексико, Никарагва, Папуа Нова Гвинеја, Перу, Руанда, Тајланд, Танзанија, Уганда, Филипини, Хондурас, Централно-Африканска република, Гвинеја, Јемен, Того и Боливија. Ниедно А европско. знаеш ли колкацки се тие Бурунди и Руанда, човече, толкацки? Да, ме има тук Толкацки се. производство на кафе. Види ги спремат Танзанија, спремат спремат други. Кенија, Бог да чуе, толкацки се. Е, тоа, може би и нас нема тоа да ни виде. Само климата некако да донесеме нама му таа. Ние Афион, И Афион кафе. ние. Афион, не знам зашто не сме едни од Да. На времето. најголемите. Горан и Зоран, одлични си бевте, нема што да ме фалам, си знаете и сами тоа, што е интересно. Дека со вас ќе започнеме и наредната сезона, зашто, драги гледачи, со денешното издание на Листа за 300, ја заокружуваме или, како сакате, завршуваме оваа сезона секако. Подготовките за наредната сезона се веќе во тек, пријавувањата се во тек и немојте да заборавите да искористите сега додека имаме слободни места да се пријавите со цел нели вие да земете учество во Листа за 300. Ке си поминете супер, ке се дружиме тука и плюс на сето тоа ќе можете да си освоите и некоја парична награда. Ве оставам и понатаму со програмата на телевизија Сител. Останете ми во добро здравје, имајте прекрасно лето, поминете си убаво, забавувајте се и секако со нова енергија до нови победи од септември натаму. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител, имајте прекрасно лето и се гледаме како што реков од септември натаму. Чао!